Благодарам за вниманието. Од утре по последните 2 недели Европа влегува во нов топлотен бран со најавени температури од над 40 степени. Даниел Василев известува новаа тема. Даниел, какви се прогнозите и најавите? Добро вечер. Деспина, ова ќе биде втор топлотен бран кој ја зафаќа Европа ова лето. Практично се очекува температурите да ги надминат и оние 40 степени. Очекувањата се дека ќе трае најмалку 2 недели, односно некаде до околу 10 август. Она што е многу важно за граѓаните е да знаат како да се заштитат себе си во едно вакво време со оглед на тоа што топлото знае да предизвика проблеми, особено кај оние кои што веќе имаат здравствени проблеми. Препораките од лекарите се да се внимава многу на храната, да се избегнува мрсна храна, да се јаде што е можно полесно, исто така и да се избегнува излегување надвор за време на најтоплите часови. Во продолжение да погледнеме делот изјавата од лекарите и нивните препораки за тоа што треба граѓаните да знаат во наредниот период. Во исклучителни случаи да се излегува на толку високи температури, бидејќи сведоци бевме онаа недела кога имаше високи, секој ден барем во мојата ординација имаше по еден пациент со мозочен удар. Луѓе кои што работеле лозија, кои што во земјоделие, значи сите има последици по нивното здравје. Затоа апелирам се што треба да се сработи, да се платат сметки, да се работи во поле, земјоделие, значи за секакви групи на население зборувам, во раните утрински часови. Да се внесува многу течност, вода, која што е на собна температура, никако на многу ладна, значи она која што го пие нашиот народ ќе замрзнат вода и после тоа цел ден пијат и после тоа имаат стомачни проблеми. Даниел, и пред најавените високи температури веќе се соочуваме со посериозни пожари. Во моментов поголем пожар има помеѓу Велес и Штип. Каква е состојбата? Деспина, според последните информации кои што ги објави Дирекцијата за заштита и спасување, морало да интервенира и полицијата со оглед на тоа што чадот правел проблем на делницата Велес Штип, практично тие морале да го регулираат сообраќајот. Беа искористени 2 ер трактори кои што дава помош од воздух на сите оние служби кои се наоѓаат на теренот. Инаку поврзано со овој топлотен бран, со оглед на тоа што делови од Европа и веќе се соочуваат со големи шумски пожари. Разговарав со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов за тоа како сме подготвени, дали сме подготвени да се справиме со нови евентуални шумски пожари, доколку овој топлотен бран донесе такво нешто, со оглед на тоа што барем до овој момент ова лето немавме толку многу големи проблеми со шумските пожари како во минатите години и тоа генерално се должеше на временските прилики и на дождовите кои што ги имавме. Дали нашите ресурси се доволни, се разбира дека не. Оно што се случува во Франција, во Шпанија, во Италија го покажува токму тоа. Далеку помоќната Франција, погледнете со што се случува, со што се соочува последните денови и се надевам дека оние ресурси кои што ќе ги имаме ќе бидат благовремено и правилно употребени за да претрпиме колку може помалку штети, бидејќи очигледно е дека во наредниот период предстојат пожари пред нас и можноста за барање меѓународна помош да биде стеснет, односно позитивен одговор на нашето барање, затоа си нашиот фокус на домашните ресурси. Ја користам ова прилика за еден апел до граѓаните, бидејќи најдобрата одбрана од пожарите е превенцијата. Даниел Василев, благодарам за овие информации во вестите, секако и од утре натаму ќе ја следиме состојбата.